Поента со професор доктор Тања Каракамишева. Емисија за новите вредности во правото, политиката и општеството, глобално и локално, емисија за новите трендови во современото живење. Вторник од 17 до 18 часот на Радио Слободна Македонија. Добар ден до сите што се на фреквенцијата на најубавото радио во Македонија, Радио Слободна Македонија, и секако до сите оние што милуваат да ја слушаат и да ја следат емисијата Поента секој вторник од 17 до 18 часот. Добродојдовте во уште една Поента посветена како и секогаш на актуелни теми и актуелни прашања како во земјата, така и во странство. Оваа Поента одлучив да ја посветам на прашањето поврзано со Уставниот суд или конкретно со работата на Уставниот суд на Република Македонија. Меѓутоа, посебен акцент би сакала да ставам на огромниот политички или конкретно партиски притисок од страна на СДСМ, што се правеше врз овој орган на Републиката изминатата недела, а гледаме дека партискиот притисок со несмален интензитет продолжи и оваа недела. Вчера, наводно, група загрижени граѓани, организирани под партиската невладена организација АјДЕ, повторно го изразија своето незадоволство заради донесеното решение од страна на Уставниот суд да започне постапка за оценување на уставноста на член 1, став 2 и 3 од Законот за изменување и дополнување на Законот за помилување, донесен на 28 јануари 2009 година. Во овие ставови, кои што сега се предмет на оценка на уставноста пред Уставниот суд, е утврдена неможноста или конкретно би рекла забраната председателот на Република Македонија да може да даде помилување на лица кои што се осудени за кривични дела против изборите и гласањето, кој што е казниво во кривичниот законник во глава 16. Понатака да не може да даде помилување за сите оние кои што се сторители на кривични дела против половата слобода и половиот морал, посебно сторени спрема деца и малолетни лица. Кривично дело кое што е регулирано во глава 19 од кривичниот законник. Потоа, кривични дела против здравието на луѓето, уредено во глава 21. Кривично дело неовластено производство и пуштање во промет на наркотични дела, дроги, психотропни субстанции и прекурсори од членот 215 од кривичниот законник, и последното кривично дело овозможување на употреба на наркотични дроги од членот 216 и кривични дела против човечноста и меѓународното право од глава 34 на кривичниот законник. Интересно е што работата на Уставниот суд во овој момент е до донесување на решение за покренување на постапка за оценување на уставноста на член 1, став 2 и 3 од Законот за изменување и дополнување на Законот за помилување. Значи сме на самиот почеток од постапката по случајот, а СДСМ веќе успеа да создаде толкава хистерија во јавноста што едноставно не е разбирливо, односно не може да се разбере дали е потребен толкав интензитет на хистерија на нивните мегафони, пологи, буквално целиот Сорос, сите невладени организации, целото членство на СДСМ е ставено во функција на тоа да се спречи или да се попречи работата на Уставниот суд. И токму поради оваа хистерија која што беше дигната во јавноста, сметам дека мора да се расчисти ова прашање со цел јавноста да биде не дезинформирана, туку правилно информирана, објективно информирана за целата состојба врзана со и околу работата на Уставниот суд, и секако да се симне оваа политичка прашина што СДСМ упорно ја фрла во очите на јавноста и веќе 8 дена. Секако расчистувањето на вакви видови политички хајки
најдобро се врши со образложување на правните факти и секако со правните аргументи што се поврзуваат со случајот. Правните факти и правните аргументи секако дека не се врзани со никаква политизација или хушкачко навивање за одбрана на одредени партиски интереси, туку едноставно соочување на правни факти кои што се содржани во деловникот за работата на Уставниот суд и секако правните факти кои што можеме да ги пронајдеме во Уставот на Република Македонија. Замислете колку е политизирано се ова што се врзува со работата на Уставниот суд, конкретно за последниот случај, што за отпочнување на постапка од страна на Уставниот суд се крена една огромна врева, не баре се случил потоп на цела една нација. Можеме само да претпоставиме каква ќе биде вревата, доколку Уставниот суд продолжи да работи, нормално тој мора да продолжи да работи согласно донесеното решение за отпочнување на постапката, и доколку одлучи да донесе одлука која што смета дека треба да биде донесена. Што ќе се случи тогаш, кога ќе донесе конкретна одлука, можеме само да претпоставиме. Каков политички притисок врз работата на сите државни органи, вклучително и врз работата на Уставниот суд на Република Македонија, се прави од страна на големите демократи на хартија, видовме во целиот овој изминат период, од кога фактички започна политичката криза во Република Македонија. Буквално се врши линчување на државните органи, се врши линчување на лицата кои што се вработени во овие државни органи, кои што имаат греф од опозицијата само затоа што си ја работат својата работа. Најголемиот греф на луѓето кои што се вработени во државните органи е затоа што си ја вршат работата согласно своите надлежности и согласно уставот и законите. Каков греф? Невиден. Можам да кажам само срамота и толку во врска со политичкиот притисок, а сега идеме со правните факти. Ајде да видиме каде е наводниот греф на Уставниот суд на Република Македонија, кој што ќе потсетам дека согласно деловникот е должен да постапи по секоја иницијатива што ќе пристигне до него. Имено, согласно член 12 од деловникот за работата на Уставниот суд, секој граѓанин може да поднесе иницијатива за поведување постапка за оценување на уставноста на закон и на уставноста и законитоста на пропис или друг општ акт. Постапката за оценување на уставноста на закон и уставноста и законитоста на пропис или друг општ акт се поведува со решение на Уставниот суд по повод поднесена иницијатива. Каде се гледа гревот на Уставниот суд до сега? Значи, до сега, секако што е одлучено, како што е донесено, е во согласно со највисокиот акт за работа на Уставниот суд на Република Македонија, односно нивниот деловник за работа. Идеме понатака. Согласно член 13 од деловникот, подносител на иницијатива и донесувачот на оспорениот акт се учесници во постапката пред Уставниот суд. Значи, оној што е поднал иницијативата, заедно со представници на собранието, односно предлагачот, конкретно Министерството за правда, ќе бидат повикани како учесници во постапката пред Уставниот суд. Меѓутоа, за да започне постапката, потребно е Уставниот суд да донесе решение за отпочнување постапка. Она што се случи пред една недела од страна на мнозинство членови на Уставниот суд, односно мнозинство од судиите на Уставниот суд. Уставниот суд, согласно деловникот, може и сам да поведе постапка за оценување на уставноста на одреден закон, односно уставноста и законитоста на пропис или друг општ акт. При испитувањето на уставноста на закон или друг пропис или општ акт, Уставниот суд може да ја оценува уставноста и законитоста и на одредбите од прописот или другиот општ акт што не се оспорени во иницијативата. Значи, ако иницијаторот смета дека со одредени одредби се повредува уставот, Уставниот суд може при својата анализа на предметот и на случајот да одлучи да поведе
постапка или да ги вклучи во поведената постапка и други одредби кои што се таа смета или Уставниот суд смета или ги нашол за спорни и да ги вклучи како оспорени во самата иницијатива. Иницијативите пред Уставниот суд нормално се поднесуваат писмено и иницијативата за поведување постапка за оценување уставност на закон или на друг општ акт или пропис мора да содржи елементи кои што се утврдени во самиот деловник. Примените иницијативи нормално се заведуваат во уписниците на Уставниот суд и по нив се образуваат предмети. Кога во иницијативата се бара поведување постапка за оценување уставност на закон или програма или статут на политичка партија, предметот се распоредува на судија според азбучниот ред на презимето. Еве уште еден правен факт кој што сака да членовите на СДСМ и нивните мегафони сакаат да го извртат дека наводно предметот паднал на судија кој што е близок до ВМРО ДПМН, без при тоа да имаат предвид дека согласно деловникот за работа на Уставниот суд предметот се распоредува на судија според азбучниот ред на презимето на тој односно таа судика. Ако на судија му е додален во работа предмет, а тој или Уставниот суд смета дека постојат оправдани причини тој да не ја води претходната постапка, предметот му се доделува на друг судија според определениот ред. Судијата и стручниот работник, на кој им е додален предметот во работа, ја водат претходната постапка, согласно со одредбите на овој деловник, и во испитувањето на иницијативите со кои што се бара оценување на уставност и законитост, стручниот работник ќе ги собере сите податоци и известувања што се потребни за одлучување во врска со барањето за поведување на постапка и најдоцна во рок од 10 дена, најдоцна во рок од 10 дена, а кога во иницијативите граѓаните се повикуваат и на заштита на слободи и права во рок од 3 дена, од денот на приемот на предметот, судијата и стручниот работник се должни да ги презема действијата во претходната постапка. Во текот на претходната постапка, судијата и стручниот работник може да го повикаат секој учесник во постапката и други заинтересирани лица на консултативен разговор и од нив да бараат потребни известувања и објаснувања, а по потреба на доносителот на оспорениот акт да му ја достават и иницијативата. Тоа е направено, односно се побарало мислење од страна на владата или Министерството за правда и мислење од страна на доносителот на Законот за изменување и дополнување на Законот за помилување, тоа е конкретно собранието, и оттаму е добиена одредена информација која што Уставниот суд ја побарал и врз основа на која што е одлучено така како што е одлучено да поведе постапка за оценување на уставноста на овој член, односно на двата спорни става во членот. Идеме понатака. По завршување на претходната постапка, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот кога, меѓутоа ова е најдоцна во рок од 3 месеци, што значи дека не мора да се чека 3 месеци, туку може во рокот од 3 месеци, од денот кога предметот е даден на работа, се поднесува реферат за седница или судот се известува за текот на постапката. Кога во иницијативата за оценување на уставност и законитост на пропис или друг општ акт, граѓаните се повикуваат на заштита на слободи и права утврдени со уставот, секако дека рокот изнесува многу пократок, односно наместо 3 месеци изнесува 30 дена. Председателот на Уставниот суд писмено ги известува судиите за денот и часот на одржување на седницата. Значи ние сега имаме условно да кажам, постапка во која што е донесено решение за поведување на постапка, меѓутоа следи и постапка во која Уставниот суд ќе треба да донесе одлука. Дали ќе ги укине, дали ќе ги поништи ставовите од членот 1 од Законот за изменување и дополнување или едноставно нема да направи ништо, односно нема да донесе одлука за нивно укинување или поништување. Што значи дека допрва следи работата на Уставниот суд по однос на конкретниот предмет. Сега, од приложеново, за да не одиме понатака во детали што све треба да содржи постапката за во кој што се разгледува уставноста и законитоста на одреден пропис, односно закон, може да се констатира дека ништо не е спорно во делот на постапката која што е поведена пред Уставниот суд, ниту е спорно во однос на донесеното решение за нејзино поведување, ниту е спорно во однос на тоа дека Уставниот суд има право и должност
да ја продолжи постапката доколку оценил дека има потреба да се отпочне и нормално на крајот да донесе мериторна одлука која што согласно уставот е конечна и извршна. Значи против одлука на Уставен суд не може да се покрене ниту жалба, едноставно не може да се оди на некаква ревизија на одлуката на Уставниот суд. Сега целиот смут и целата хистерија што се создаде околу случајот Уставен суд, намерно и свесно го искреира СДСМ за своите политички цели и потреби. СДСМ заедно со нивните полтрони, кои што ги има насекаде, како по медиумите, така и во невладиниот сектор, во универзитетите и така натаму, едноставно повикувајќи се на почитување на некакви демократски вредности и демократски принципи, тотално ги погази, тотално ги изгази сите демократски вредности на кои што тие цело време алудираат, ја погази демократската процедура, изврши невиден политички притисок врз работата на Уставниот суд сосема непотребно, дури надвор од целата демократска логика на тоа дека може со политички притисок да се влие врз работата на било кој државен орган, вклучувајќи го и Уставниот суд. И наместо да одлучат како што налагаат демократските вредности, да ја почитуваат независноста и непристрасноста на Уставниот суд како орган на Републиката задолжен да ја штити уставноста и законитоста во државата, тие буквално им се јуриснички им се настрвија, им се навртеа на уставните судии и ги нарекоа со многу погрдни зборови кои едноставно никој не би сакал да ги повтори, затоа што тој вокабулар може да биде само вокабулар на уличари, на луѓе кои што немаат никаква етика, немаат никаков морал, уште помалку имаат лична култура или домашна култура. Заборавија во тој јуришнички поход против Уставниот суд дека всушност ги кршат оние елементарни основни демократски вредности на кои што цело време се повикуваат. И исто така го погазија и Уставот. И покрај тоа што има една парола дека го бранат Уставот од Уставниот суд, тие всушност го згазија Уставот пред Уставниот суд. Едноставно, од она што го демонстрира вчера, меѓутоа и минатата недела, кога одлучија да се соберат во една релативно мала бројка пред Уставниот суд, тие едноставно одлучија да рушат се пред себе. Да рушат и Устав, да рушат и деловник за работа, да го рушат и Уставниот суд, затоа што едноставно тоа е еден дел од онаа поширока слика како тие ја го замислуваат преземањето на власта и како тие всушност сакаат да дојдат на власт без при тоа да почитуваат ништо што е правен пропис во државата за тема за која што ќе зборувам во вториот дел од емисијата. Едноставно, целата енергија, негативна енергија која што беше истурена пред Уставниот суд, сите тие јајца кои што беа фрлени врз Уставниот суд и тоалетна хартија која што беше оставена пред Уставниот суд, всушност покажуваат една друга димензија, би рекла, на целиот случај, на целава хајка која што ја води СДСМ, а тоа е, тие сакаат да докажат дека нивниот партиско-политички став е посилен од кој било државен орган, дека е посилен од која било политичка институција во државата и дека едноставно тие рушителите се најсилни или се посилни од било кој друг нормален, обичен граѓанин кој што го почитува правниот и политичкиот систем во Република Македонија. Ваквиот оркестриран и јуришнички напад врз Уставниот суд е вистински срам за СДСМ и нивните поддржувачи, кои се силат и се јачаат пред сопственото членство, дека може да ја запрат работата на секој државен орган, дека се способни да ја навигираат работата на секој орган според сопствените политичко-партиски потреби, и дека едноставно може да направат се што тие ќе посакаат, само им е потребно да наумат нешто и тоа го прават. Поента со професор доктор Тања Каракамишева. Вторник од 17 до 18 часот на Радио Слободна Македонија. Да, продолжуваме понатака со емисијата. За жал, мораме да констатираме дека едноставно ова однесување на СДСМ и на нивните мегафони, полтрони, како сакате наречете го,
е надвор од умот и надвор од било каква демократска содржина или демократска практика која што може да се види во било која демократска земја. Се во ова што тие го прават и што наводно го зацкриваат, нели, зад некакви пароли за почитување на владењето на правото или почитување, не знам, на принцип на оделување на држава од партија, е всушност партиска активност која што е насочена исклучиво кон поништување на овие демократски вредности за кои што тие наводно се залагаат. Ниту е во согласно со владење на правото да ја кочиш работата на Уставниот суд или да ја оневозможуваш работата на Уставниот суд или на било каков начин политички да влијаеш врз работата на Уставниот суд, па и на другите државни органи. Ниту е во согласност со принципот на оделување на државата од партијата, доколку наместо да, нели, го почитуваш тој принцип, инсталираш своји партиски полтрони, своји партиски послушници во органите кои што ти ги раководиш, како што тоа го прават техничките министри, кои врз основа на договорот од пржино седнаа на министерските фотели во Министерството за внатрешни работи, за труд и социјална политика. Едноставно, во целиот овој период е многу јасно видливо дека на СДСМ ниту му е стало до владење на правото, ниту му е стало до било каква демократска вредност или било која демократска вредност, која што, нели, тие цело време ги се чукаат во гради дека се најголемите нивни бранители. Единствено што сакаат да направат во целиот овој период е да покажат, да демонстрираат колку се груби, колку се арогантни, колку се наводно семокини во системот, колку никој ништо не им може, без разлика на тоа што честопати се надвор од законот, односно работат надвор од законот и надвор од уставот, но со таа работа тие сакаат да испратат порака дека тие всушност се над уставот и над законот, значи не владее правото, туку владее СДСМ. И едноставно сакаат да испратат порака до мнозинството граѓани кои што гласа за ВМРО ДПМН дека нивната сила е во мускулите, дека нивната сила е во протестите, во разноразните демонстрации кои што ги прават по улиците или пред државните органи, или едноставно нивната сила е во тепање на луѓе, нели, кои ја цитираат некои своји замисли или едноставно прават нешто што тие сметаат дека е хумано. Не, едноставно во целата таа нивна приказна нема хуманост, нема почитување на закон, почитување на устав, туку се е трнато со мускули, со сила, со тепање, да се наметнат над системот и да се наметнат над мнозинството граѓани, односно тие да им држат лекции, политички лекции, како треба да гласаат и за кого треба да гласаат кога ќе дојде време за тоа. Нивните апсурдни однесувања се многу познати и веќе видени кај мнозинството од граѓаните, така што нема потреба, нели, да се навраќаме во минатото и да ги видиме сите нивни апсурдни однесувања. Но да се вратиме повторно, би рекла, на Уставниот суд и на целата таа политичка хајка која што се направи во однос на ова решение за започнување на постапка. Како што кажав, не станува збор за рес јудиката, односно за пресудена работа, туку за донесено решение со кое што се започнува целиот случај. Меѓутоа, на сите ни е јасно дека политичкиот притисок што СДСМ го прави врз работата на Уставниот суд е идентичен како и оној политички притисок што секојдневно го трпат судиите, јавните обвинители, секојдневно го трпат политичките функционери на ВМРО ДПМН кои што се наоѓаат на местото пратеник, на местото министер во владата на Република Македонија. Едноставно тие прават директна уцена и закана врз нормалното работење на сите државни органи. Никој не е поштеден од политиката на мускули и политиката на арогантната политика која што ја спроведува оваа политичка партија. Ако овие и вакви политички притисоци во Европа никогаш не се
не се бранат, односно едноставно тие се оценуваат како непожелни и како нешто што не смее да се случи, како директен упад врз уставниот и правниот поредок на една држава, па дури и како кривични дела против државата. Во Република Македонија ваквото однесување на СДСМ се смета за жал за нормална појава, меѓутоа се надевам дека после изборите на 5 јуни, покрај големата политичка победа која што ќе ја добие актуелната власт во Република Македонија, паралелно ќе се започне со процесот на правна победа на правото, на правна победа на законите, на уставот и на се она што е нормална демократска пракса, затоа што ако не се добие и таа победа, значи ако само политички се победи и противникот, а не и правно, во тој случај ние постојано ќе си го имаме истиот циркус, само во различни форми, во различни големини, на различни места и така натаму, меѓутоа ќе влеземе во тој круг, замагијан круг, каде што едноставно нема да го најдеме излезот, односно нема да можеме да излеземе од вртлогот на нивното волшебништво, кое што е некаде таму замислено во нивната имагинација. Хистеријата што ја започна СДСМ против работата на Уставниот суд, како што кажав, е една чиста провидна политичка игра на оваа партија, затоа што многу добро паметиме дека во 2009 година токму СДСМ беше на став дека набројувањето на кривичните дела, овие кои што ви ги прочитав во законот за измени и дополнување на законот за помилување, на кој на председателот на државата му се забранува да даде помилување, е противуставно. Тие тогаш сметаа дека ваквото забранување е противуставно. Меѓутоа сега поради нови околности, затоа што председателот на државата не е од нивната партија, тие целосно го променија својот став и одредбите сега арогантно и дрско ги бранат како уставни. Значи во 2009 година за овие одредби сметаа дека се противуставни и дека многу лесно ќе паднат пред Уставниот суд, а сега сметаат дека се уставни и дека заради тоа Уставниот суд не треба да започне постапка за оценување на уставност. Што да ви кажам од политичка издржливост на нивните правни аргументи, тоа е една приказна која што е својствена само за СДСМ. Дури Уставниот суд на Република Македонија да донесе одлука за укинување на оваа забрана, нели, на неможноста председателот да помилува членови односно осуденици кои што се осудени за кривични дела кои што ги набројав на почетокот на емисијата, тоа не значи дека судовите во државата нема да судат и нема да осудуваат лица кои што се сторители на изборни нерегуларности, кои што се сторители на кривични дела против за педофилија или накратко за злосторства против човештвото и меѓународното право. Судот и натаму ќе има главната битка, би рекла, да ги собере доказите и да ги утврди сите факти кои што се потребни за да може да донесе правосилна судска одлука. И натаму ќе изрекува казни затвор пропишани во кривичниот законник за сите сторители на кривични дела за кои што ќе се утврди дека сториле кривични дела кои што се казниви со закон. И исто така Министерството за внатрешни работи и натаму ќе ги гони, односно ќе поведува целата таа постапка, односно ќе ги собира информациите, ќе ги доставува до јавното обвинителство, се со цел да се покрене обвинителен акт против овие лица. Значи, ако Уставниот суд сепак донесе одлука за укинување или поништување на овој вид на забрана, судовите се тие, заедно со Министерството за внатрешни работи и јавното обвинителство, се тие кои што треба да ги гонат овие сторители на кривични дела и треба да ги судат во согласно со кривичниот законник. Исто така, од друга страна и председателот на Република Македонија не значи дека веднаш ќе помилува сторители на вакви кривични дела. Оваа партиска теза е класично извртување на случајот за предизборни интереси на СДСМ и јас се надевам дека на граѓаните ми веќе сосема јасно дека извртувањето на целиот овој случај е само и само да се добие политички поен плюс
пред престојните избори закажани на 5 јуни 2016 година. Поента со професор доктор Тања Каракамишева. Вторник од 17 до 18 часот на Радио Слободна Македонија. Да, кога сме веќе ке постапката за помилување, добро е јавноста да знае дека постапка за помилување за ослободување од кривично гонење се поведува само по службена должност и може да се поведе во секој стадиум на кривичната постапка. Меѓутоа, она што треба да се знае дека постапката не ја поведува самостојно председателот на државата, туку ја поведува министерот за правда на Република Македонија, кое што понатака се процесуира до председателот на државата. Значи постои една институционална соработка и постојат и повеќе личности кои што се вклучени во оваа постапка за помилување. Да се вратиме на опозицијата која што, како што кажав, намерно го извртува целиот случај во јавноста со цел свесна дискредитација на Уставниот суд, бидејќи само тој, би рекла, им остана нечепнат во оваа година и половина дискредитација на сите државни органи. На почетокот почна со дискредитација на изборната администрација, која наводно на 27 април 2014 година не успеала да го одбрани системот од криминализираните избори според изјавата која што господинот Заев ја даде на пресконференција веднаш по завршувањето на изборите во 19 часот. Потоа наред дојде собранието. Знаеме дека пратениците на СДСМ го бойкотираа собранието заради тоа што не ги признаваа изборните резултати. Интересно беше тоа што тие не ги признаваа изборните резултати на власта, ама ги признаваа изборните резултати своји. Па така не им сметаше нити да ги зимаат 9 месеци целите плати на своите трансакцијски сметки кога зборуваме за опозицијските пратеници, ниту им сметаше да си ги соберат буџетските пари, оние што се наменети за покривање на изборните трошоци. Едноставно се што можеше да се земе од државата зема, ама не ги признаваа изборните резултати. Потоа наред дојде владата на Република Македонија, која што целосно требаше да се дискредитира со цел да не може да организира фери демократски избори како што велеа. Потоа наред дојде председателот на државата, кој што исто така беше избран на криминални избори според нивните сознанија, кој што интересно во ниту еден случај не ги правно обжалија тие криминални избори, тие изборни нерегуларности, не поднесоа ниту еден приговор до Државната изборна комисија, а уште помалку поднесоа жалби до Управниот суд со цел да истераат правната постапка на начин кој што е утврдено со принципот на владење на правото. Потоа наред дојде јавното обвинителство, кое исто така по нивните приказни беше партиско, со одредени политички влијанија и така натаму, па требало целосно да се департизира, па ни го стокмија специјалното јавно обвинителство, кое гледаме колку е непартиско и колку е неполитичко и колку не работи по диктат на Заев и на неговата дружина. И нормално наред беше судството, потребата да се организира специјален суд во рамките, прво како специјален суд надвор од постојното судство. Откако сватија дека таа игра не им поминува на начин на кој што им помина противуставната институција специјално јавно обвинителство, сега некои наоѓаат некакви различни шеми да отворат специјален суд во рамките како специјално оделение во рамките на судот за организиран криминал. И на крајот нормално дојде на ред и Уставниот суд. Целиот овој јуричнички поход против институциите е всушност едно пошироко, едно по-големо сценарио за уривање или подривање на темелите на правниот и на политичкиот систем во земјата, со цел легитимирање на идејата на СДСМ за создавање на паралелни политички и правни институции во државата, кои што нормално треба да бидат по мерка и по вкус на СДСМ.
Со ова практично излегува на површина и целата иронија на СДСМ, нели, за залагањето да се оддели државата од партијата, бидејќи цело време им е полна устата со тој принцип како да се симне ВМРО ДПМНЕ од институциите на системот, наводно по нивните изјави, и како да се качи СДСМ на тие институции, односно како СДСМ со нивните соросоидни полуги да се инсталираат во институциите на Република Македонија, ама без изборен легитимитет, без да победат на избори, туку ако е можно од озгора на мускули, јас велам преку кров да влезат во институциите на системот. Сите овие акции кои што ги набројав во нормалниот демократски свет се третираат како државен удар. Фактички СДСМ ги зацкрива бројните обиди за државен удар преку наводната борба за демократија. Значи, една тотална иронија или тотално извртување на целокупниот, би рекла, демократски систем или демократските вредности кои што ги злоупотребуваат за партиски цели и потреби. Од тука, втората тема што ќе ја разработам во оваа емисија Поента се однесува токму на однесувањето на СДСМ и нивната антисистемска политика, како и нивната антисистемска енергија, што ја пуштаат во државата со цел да може да продре до секого и со цел таа енергија да може да ги условно да ги испере мозоците на сите оние, посебно на неутралните, на неопределените гласачи, а се со цел да ги привлечат на своја страна и да ги внесат во филмот наречен освојување на демократија или ослободување на системот од диктатурата, како што ја нарекуваат на Груевски, и диктатурата на ВМРО ДПМНЕ. Сосема е јасно дека освојувањето на власт или задржувањето на власт е најважна цел заради која што постои секоја политичка партија. Тоа го констатирале бројни теоретичари, аналитичари, политичари и така натаму, дека целта на секоја партија, на постоењето на партијата, е да освојат власта. Власта, без разлика дали се работи за власт на локално, на централно ниво или се работи за наднационално, односно супранационално ниво, е всушност клучната енергија што ја движи секоја политичка партија да работи, да создава проекти, да креира политики, да наоѓа решенија за граѓаните, да креира визија за државата, односно да креира подобар систем за сите. Од тука сосема е легитимно барањето на секоја партија да дојде на власт што е можно побрзо. И од тому легитимно е секое барање на посебно на опозицијските партии да може да се одржат што е можно побрзо изборите, за да можат едноставно да се во конкурентски надпревар да излезат победници од таа изборна трка. Но ова барање не може да се задоволи со политика на спроведување, континуирано спроведување на државни удари врз земјата или со континуирана употреба на притисок, односно политичко насилство врз сите граѓани во земјата. Значи, легитимно е сите политички партии да се надпреваруваат со проекти, со програма, со визија, со решенија и така натаму пред граѓаните, па граѓаните на крај проценуваат на кого ќе му го дадат мандатот, а на кого нема да му го дадат мандатот да бидат владеачи, туку да бидат опозиција. Меѓутоа, во ниту еден случај не може да се смета за легитимно кога сакаш на власт да дојдеш по пат на државни удари, и тоа континуирани државни удари и со примена на различни форми на политичко насилство. Сите демократски политички системи се темелат на категоријата смена на власта и затоа се вели дека во демократијата потребна е смена на власта. Меѓутоа, смена на легален и легитимен начин на власта. Ако граѓаните не ги сакаат оние кои што се во моментот на власт, имаат можност преку избори да ги сменат и да најдат соодветна алтернатива која што ќе биде подобра и која што нуди повеќе за нив отколку она што го нуди власта. Поента со професор доктор Тања Каракамишева. Вторник од 17 до 18 часот на Радио Слободна Македонија.
Еве на назад во студиото да ги објасниме и категориите државен удар и политички удар и пуч и се она што ни се случува во државата или што ни се случуваше во државата во изминативе година и половина, ако не и повеќе. Како што кажав пред малку, сите демократски политички системи се темелат на она уставна категорија на смена на власта. Значи станува збор за сосема легитимна и легална категорија која што е нормална, која што е посакувана и која барем во демократските системи не се одвива по пат на пуч, државен удар или по некои такви нелегитимни форми, туку по пат на регуларни, демократски и слободни избори. Различните форми на преземање на власта, кои не се соодветни со овој демократски концепт и со постојните уставни норми за преземање на власта, најчесто се дефинираат во теоријата како политички удар. При тоа се вели во бројните дефиниции кои што го дефинираат политичкиот удар, дека државниот удар е потесна форма на политички удар. Државниот удар е секогаш насочен кон центарот на политичката моќ, односно кон централното седиште на власта, најчесто е насочен против собранието, против владата, против председателот на државата и против сите оние државни органи кои, да кажеме, ги спроведуваат политиките на власта. Интересно е што државниот удар го организираат одреден број лица кои што може да бидат инсталирани во институциите на системот, најчесто од страна на опозицијата, и тие ги користат од внатре да бидат еден вид глувци кои што ќе им собираат информации и ќе им ги даваат на опозиционерите, или едноставно користат луѓе кои што во некое време имале одредени бенефити од опозиционерите, а кои што се наоѓаат или во безбедносните структури или во тајните агенции, најчесто контраразузнавање, разузнавање и така натаму. Меѓутоа, суштината на државниот удар е што се користат одреден број на лица кои што фактички ги злоупотребуваат информациите добиени од внатрешните институции во системот и без директно учество на народот имаат за цел да ја заземат централната власт. При тоа оваа група на луѓе, реализатори на државниот удар, има за цел да формира нова политичка гарнитура, односно да направи смена во власта, меѓутоа одозгора, како што реков, а не преку избори. Државниот удар секогаш е насилен начин на преземање на власта. При тоа, насилството не мора да значи секогаш употреба на оружје или употреба на некаква репресија. Насилство значи и кога психолошки некого тормозиш и кога едноставно му правиш психолошки притисок да се тргне од институциите на системот и заради тоа што ти си психолошки наводно појак да дојдеш и да ги преземеш институциите на системот. Државниот удар најчесто се дефинира како со висок степен на организираност на еден релативно мал број луѓе кои што се јавуваат како така наречени елитни извршители, кои без вклучување на народот, како што реков, имаат за цел да ја преземат власта и да направат смена во врвот на владеачката државна политичка гарнитура, па токму заради тоа државниот удар во теоријата уште се нарекува и како револуција одозгора или како дворска револуција. Интересно е што одредени политички теоретичари државниот удар го дефинираат како вид конспирација, како еден вид тајна, нели, кое што особено тајновитоста се врзува за сценариото на тоа како треба да се спроведе државниот удар. Иако мислам дека самата конспирација има второстепено значење, дека се работи за еден добро обмислен збир на политички процеси и действија кои што една група организирана ги спроведува во системот, се со цел да се инсталира самата во институциите. Значи државниот удар е секогаш насочен кон насилно преземање на институциите на системот, нормално во полза на сопствената политичка партија или сопствената политика. Од тука е потребно да се направи разлика меѓу државен удар од една страна и пуч од друга страна. Пучот
во теоријата се дефинира како посебна воена форма на државен удар, која што изведуваат исклучиво национални вооружени сили. Меѓутоа, значајна карактеристика на пучот е што врховната власт или целосно ја преземаат самите воени лица и старешини, или овие лица доминантно учествуваат во една мешовита воено-цивилна влада. Најчесто пучистите се во директна или индиректна врска со одредени странски структури, странски разузнавачки служби или едноставно странски платеници, а техниката на изведување на самиот пуч е релативно иста како и кај останатите форми на државен удар. Пучот беше посебно присутен во африканските земји, да не ги заборавиме оние кои што се случија во голем број земји од Јужна Америка. Меѓутоа, исто така, пуч среќаваме и во голем број европски држави, например во Грција во 1967 година, во 3 наврати во Турција, во Португалија во 1974, во Романија во 1989 година и слично. Најважно од се е што сите форми на политички удари се насочени кон насилно преземање на власта, односно насилно преземање на политичката моќ во системот и манифестација на таа моќ на арогантен, дрзок и понижувачки начин спрема сите оние кои што не се насилници, односно кои што го почитуваат законот и уставот на земјата. Од тука самата сила, односно моќта, го подкрепува функционирањето на политичкиот удар, односно на државниот удар. Па од тука, во зависност од тоа какво е самото насилство, односно каква е самата сила која што се употребува за спроведување на овој политички, односно државен удар, политичкото насилство може да биде физичко, може да биде психолошко, додека според начинот на тоа како се врши тоа насилство може да биде директен или индиректен државен удар. Исто така, според носителите се разликува индивидуално од колективно насилство, а според критериумот на распространетост се разликува масовно и лоцирано насилство. Политичкото насилство исто така може да биде краткотрајно или долготрајно, односно насилство како збир на долготрајни активности и процеси. Инаку во однос на основните појавни форми на политичкото насилство, секако тука освен заканата со сила, односно употребата на терор, во групата на политичко насилство влегува и принудата, влегува и притисокот, она што секојдневно ни се случува, би рекла, на своите работни места, да со политички притисок да едноставно те натераат да размислуваш поинако од она што го размислуваш. Понатака, форма на политичко насилство и кога психофизичките злоставуваат, крајна форма е политичко убиство, атентат и нормално диверзија против државата. Покрај овие основни постојат и така наречени сложени појавни облици на насилството, како што се насилни протести, насилни побуни, нереди, тероризам, субверзии, репресија, терор, востание и на крај нормално војна. Сложените облици на насилство не се обична целина на повеќе основни облици, туку би рекла нивен меѓузависен и динамичен спој и фреквенција. Секоја принуда подразбира употреба на насилство, без разлика тоа дали е директно или индиректно, и нормално употреба на сила, без разлика дали се работи за физичка сила или за некој друг вид на терор, односно психичко насилство. Со оглед дека веќе немаме многу време, би кажала само дека како и да е, значи во која група и да ги сместиме политичките удари, државниот удар и така натаму, дека политичкото насилство стои во позадината на овие појавни форми и дека овие појавни форми доколку не се искоренат од системот благовремено или доколку не се направи енергична акција на државните органи да се спречат формите на политичко насилство, тие можат многу лесно да ескалираат до невидливост
непредвидени размери, односно буквално да го заразат како рак рана целиот систем, целото општество, целата држава и потоа кога веќе ќе метастазира до степен да не може да нема враќање назад, единствено нешто што ни останува на располагање е комплетно да го смениме политичкиот и правниот систем и да се согласиме за тоа политичкото насилство да ни биде клучниот или основниот критериум на водење на политика, односно на креирање на политики на место за развој, за визии, ние да зборуваме за тоа како да се спречуваат политичките насилства кои што ќе бидат секојдневие во нашиот политички правен систем. Останува време уште да кажам дека емисијата Поента се емитува на фреквенциите на Радио Слободна Македонија. Професор доктор Тања Каракамишева Јовановска е уредник и водител на емисијата Поента. Сега денеска кој секогаш во минатото и денеска е 1 март, прв ден од месец март 2016 година. Емисијата Поента е во продукција на Радио Слободна Македонија и пред да се одјавам би сакала само да останете во добро расположение, да се почитуваме, да се сакаме, нормално да си ги сакаме тие што си ги сакаме и да шириме позитивна енергија. Само тоа очигледно ни остана во ова лудо политичко време. Поздрав и до слушање наредниот вторник во истото време од 17 до 18 часот. Пријатно. Поента со професор доктор Тања Каракамишева. Емисија за новите вредности во правото, политиката и општеството. Глобално и локално, емисија за новите трендови во современото живење. Вторник од 17 до 18 часот на Радио Слободна Македонија.